Свечено започна со работа новата фабрика за производство на компиров чипс стиза во село Кравари Битолско. Инвестицијата која што ќе се реализира во 3 фази е во финансиска вредност од 3 милиони евра, а во наредните 3 години ќе овозможи 100 вработувања. Ваквата фабрика е прва од ваков вид во Република Македонија. Ние сме повратници од Австралија и одлучивме да вложиме во Република Македонија, тоест во Битола, затоа што потекнуваме од овој крај и да се вратиме тука да продолжиме да живееме. А за ова бевне потикнати од добрите мерки на владата на Република Македонија и од нивниот добар однос кон инвеститорите. На пуштањето во употреба на оваа фабрика присуствуваше и премиерот Никола Груевски, кој истакна дека владата со мерките кои ги применува ги поттикнува македонците од диаспората да инвестираат во Република Македонија. Македонија во своето поблиско и подалечно минато беше изложена на голем одлив на население. Многумина замина, но никогаш не заборавија на Македонија. Секогаш кога може, македонската диаспора помага во секоја смисла на зборот. За жал, многу наши луѓе кои во минатото сакаа своето знаење и својот тешко заработен капитал да го вложат во својата татковина, беа соочени со бројни потешкоти и недоразбирања. Сепак оваа влада ја промени таквата слика. И повеќе години наназад ние интензивно работиме на зацврстување на релациите со македонската диаспора и нејзино анимирање за вклучување во актуелните општествени, политички, реформски и бизнис процеси во Македонија. Градоначалникот Талески истакна дека оваа инвестиција ќе биде добар пример за останатите иселеници да инвестираат во општина Битола. Нашите два концепти, индустријската зона Жабени, во која што Горданчо исто така има своја парцела и гради исто така свој магазин, нашиот голем проект касарната во Битола, каде што господинот Михайловски инвестира, се проекти кои што времето потврди дека се добри за развојот на нашата општина. Во таа смисла, соработката меѓу општината и владата на Република Македонија ќе продолжи понатаму, затоа што сите имаме заедничка цел – намалување на невработеноста. Министерот Павлески посочи дека фабриката со најсовремена технологија ќе биде придобивка и за земјоделците од овој регион. Ова ќе биде прво македонско производство на чипс од свеж компир, бидејќи досега во Македонија постои единствено производство од компиров и пченкарен скроп. Од тука проектот значи придобивка и за нашите земјоделци, од кои ќе се врши директен откуп на суровината. На почетокот производите ќе бидат наменети за македонскиот пазар, но во иднина сопствениците на оваа фабрика планираат своите производи да ги пласираат и на европските пазари.